Почитувани љубители на фудбалот во Македонија, во Европа, во светот. Добар ден од со сонце обесјаниот терен на Цвај арена во соседно Неготино. Овде на Цвај арена денеска Тиквеш како домакин во рамките на второто коло од втората македонска фудбалска лига група Исток го пречекува тимот на Кожув од Гевгелија. Делов до Ристе Темелков. Ристе Темелков се врати буквално во редовите на Тиквеш, настапуваше во Академија Пандев. Меѓутоа ете по мене ми се чини 5-6 години пауза, повторно во дресот на матичниот клуб Тиквеш. Одлична топка за Ристе Илиевски. Одличен удар, но за малку непрецизен контрагол на бираков втората статива. Непрецизен Јамчевски повлекува Ристе Темелков, а сега Јордан Чунумовски. Јамчевски со број 7. Одличен удар. Само да видам дали беше Јордан Чунумовски или Лука Трајковски, фудбалерот со број 88. Тиквеш од 30-та минута, 32-та, води со резултат 1:0. Па буквално би рекле од првата вистинска можност Тиквеш го отвори резултатот. Делов враќа до капитенот Шиков. Шиков во одлична топка за Јамчевски. Јамчевски одлично фудбалски од прва, меѓутоа бие крај голот. Топка ниско по земја. И во последен момент Тошо Делов расчистува и со топката во корнер. Делов до Наумовски. Повторно Наумовски со топката. Одлична топка за Вареловски. Погледнете како лесно поминак покрај противничката одбрана. И повторно тој потек повеќе доцнеше, би рекол, со додавањето Вареловски. Симеон Христов. Биеше Христов, немаше офсајд. Јас колку што забележав немаше офсајд, меѓутоа Каракамишев успеа да го изблокира ударот на Христов. Одлична работа завршија судиите на овој надпревар, па буквално беа неприметни. 2 жолти картони за Јанкулов во родовите на Кожув и за Шиков во родовите на Тиквеш. 1 минута судиско продолжување, покажа четвртиот судија. Да видиме што е судено. Дали беше последен фудбалер во одбраната. Да, според фудбалските правила, последен човек во одбраната, Томица Петров, Тиквеш поведува со гол на Трајковски Лука. наместо на полувреме ке оди на туширање предвремено. Дали Симе Христов често знаеше да погоди во дресот на борец од овакви ситуации. Меѓутоа и Ване Шиков има топовски разорен удар. Па ќе видиме кој ќе бие. Е, оно што го кажа пред малце Симе Христов, само во живиот зид. Ване Шиков, дали нема корнер.
се вклучивме директно во можноста на Тиквеш за да го зголеми водството од 1-0. Ѓорѓи Мојсов беше во идеална можност, меѓутоа судијата оцени дека при одбиената топка од голманот Трајче Ников го удрила Мојсов во рака, значи си помогнал со раката, па така Мојсов не само што не беше признат голот, туку и си заработи жолт картон. Инаку Ѓорѓи Мојсов влезе во игра на местото на Бобан Здравески, младинецот. Двајцата младенци во редовите на Кожув исто така излега од игра, со број 22 Кирил Стојков и број 99 Лјупчо Јанкулов. Тие ја напушти играта, на нивно место во игра влегува Христијан Бејков и Андреј Јаневски. Бејков со број 4, Јаневски со број 8. Одлична интервенција овој пат на Стојан Димовски. Повторно Каракамишев. И тој нема на кого да ја додаде топката. Со број 10 е Зумровски. Топка за Костадинов. Незгоден фудбалер. Ке видиме како Ване Шиков ќе се справи со него. Костадинов. Шиков блокираше, а биеше капитенот Попов. Лјамчевски за Вареловски. Темелков, Мојсов, Илиевски и натаму Илиевски одлично бие, меѓутоа за малку над противничкиот гол. Шиков до Лјамчевски, Лјамчевски за Вареловски, Вареловски повторно до Шиков. Една топка на спротивната страна за Лука Трајковски. Одличен, брз, експлозивен нашиот фудбалер. Стрелецот засега на единствениот гол, не е згодна топка. Имаше проблеми да ја смири Трајче Ников. Ја бележиме оваа можност во 68-та минута. На клубата Цицмиловиќ ги има Ристе Разновски. Млад голман кој дојде од редовите на Битолски Пелистер. Одличен, силен удар на Ѓорѓе Џонов, меѓутоа само крај голот. Симеон Христов. Лука Трајковски повторно непрецизно. Помина Јаневски. Тоа е студено. Пенал. Јас колку што видов Методија Делов таму стартуваше. Само да видам кој е фудбалерот. Бараше тој да го изведе пеналот, меѓутоа не му беше дозволено. Чекам баш да се сврти. Ангел Кочев беше соборен. Брани Стојан Димовски. Не успеа Андреј Јаневски. Сега да видиме што се случува. Непристојни дофрлања од клупата за резерви на гостите. Сега да видиме што бара таму помошникот на Бартон. Ке се повтори пенало, не знам зошто на вистина. А повторно пеналот го изведува Андреј Јаневски. Влезе во второто полувреме, на стартот на второто.
И сега издрмнување останува, значи, под знак прашалник зошто беше поништен првиот пенал, односно одбраната на Столе Димовски. Корнер за Тиквеш. Лука Трајковски. Одличен удар и повторно за малку непрецизно. И една лошо профилна топка во овој момент. Судијата Јосип Бартон свири крај на надпреварот. Изненадувачки Тиквеш Кожув 1-1. Тиквеш дојде во водство со голот на Лука Трајковски во 31-та минута со еден одмерен шут во 18 метри. Израмни од пенал Јаневски во 82-та минута, откако главниот судија го поништи првиот пенал кој нашиот голман Димовски го одбрани, досуди повторно да се изведе пеналот, а Јаневски пеналот го претвори во гол. Само да подсетам, од 45-та минута Кожув играше со играч помалце, бидејќи беше исклучен Томица Петров во една гол шанса за фудбалерите на Тиквеш. Толку, драги мои, да сте ми здрави живи, следува пауза заради репрезентативните настапи. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.